Почитувана колешке Фиснике, го слушав вашиот говор. Морам да се сложам во една работа дека навистина има прекршувања во повеќе области на човековите права и тие се детално евидентирани во извештајот на Народниот правобранител, но сепак би кажал дека можеби е потребна и поголема самоиницијативност од почитуваниот народен правобранител, за да во иднина имаме и повеќе детален преглед по области. Јас би сакал да се задржам на човековите права во Македонија, особено на правото на здравствено осигурување и заштита токму во извештајната 2021 година, додека се уште постоеше ковид криза и во извештајот се забележува прво зголемување на бројот на представки од 53 на 80. Констатирано е дека во извештајната година граѓаните трпеле штета во остварување на своите права од здравствена заштита. Токму тука сакам да потенцирам дека владата на ДУИ и СДСМ е директно виновна преку Министерството за здравство и преку фондот, затоа што дозволи во тој период дивење на цените на ПСР тестовите и на услугите кои што граѓаните неминовно мораа да ги добијат од страна на како здравствена услуга, и се додека од една страна имавме еден гол пиар од страна на министерот за здравство Филипше дека се донесуваат закони и одредби кои што одат во насока на заштита на правата на пациентите, од друга страна гледавме дека нема никаква контрола на пазарот, односно дека цените на ПСР тестовите, на услугите, на анализите беа навистина многу високи, што одеше директно на штета на граѓаните кои што се задолжуваат, кои што подигаа кредити, продаваат куќи и автомобили, само за да можат да обезбедат здравствена услуга во болница, односно лекување од COVID-19. Како информација, само за 3 години 20 милиони евра се потрошени од страна на граѓаните во приватните лаборатории за ПСР тестови. Оваа кражба мораше да биде спречена затоа што во услови на криза и кога се велеше дека се носат антикризни мерки, токму онаму каде што имаше најголем профит, тука државата за жал не реагираше, односно не постапи со цел да ги заштити правата на граѓаните, односно на пациентите. Со ова сметам дека се направи директно флагрантно кршење на човековите права, за кои што еден ден треба да има преиспитување на сите овие постапки и зошто се дозволи во услови на криза да се наплаќаат толку високи цени за ПСР тестови, за анализи и за сместување, односно болничко лекување на пациентите. Така да сметам дека генерално имаме големо кршење на човековите права, особено во услови на пандемија во Македонија во 2021. Контрреплика Фиснике